Добар ден. За или против на Алфа, термин резервиран во 18:10 за дебатната емисија. Вечерва за проблемите во правосудството разговараме со судиката во пензија од Врховниот суд Вера Коцо. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре ве најдов. Благодарам што прифативте пред се поканата, особено чест и задоволство ми представува што денеска ќе разговарам со вас за проблемите во правосудството, рак рана на македонското општество. На почеток со она што се случуваше минатата недела, тоа е изборот на двајца нови членови во судскиот совет. Советот ги избра Антоанета Димовска, односно судиите ги избра Антоанета Димовска и Наќе Георгиев за нови суди во судскиот совет. За Георгиев имаше представка за утврдување одговорност поради нестручно работење, која беше повлечена непосредно пред изборот, а судиката Антоанета Димовска од Граѓанскиот суд е сестра на пратеничка. За персоналните решенија ќе дискутираме малку подоцна. На почеток, зошто и покрај критиките од домашната и стручната јавност, од невладините организации, но и од дипломатскиот кор дека има проблеми, дека не функционира како што треба судскиот совет, тој си тера по свое па реши да избере двајца нови членови, наместо оставки ние гледаме дека се избира нови членови. Зошто вака реши да функционира советот и зошто се оди на еден ваков начин на работење? Судскиот совет, според неговата уставна определба, е еден орган кој што е самостоен и независен и негова главна функција е грижата за самостојноста и независноста на судската власт. Тргнувајќи од ова негова надлежност, може да се каже, тие сметаат дека не треба да дадат оставка, иако граѓанските организации и дел од јавноста ги повикуваше да го сторат тоа. Меѓутоа, одлучија дека можат самите да на некој начин ја санираат состојбата и поради тоа одлучија да изберат двајца нови членови од редот на судиите, бидејќи знаете дека судијата од Врховниот суд и судијата од Апелациониот суд си дадоа оставки, причините беа кажани од нивна страна, не би ги повторно елаборирала, и затоа се одлучи судскиот совет на некој начин, сакајќи да ја санира состојбата, да избере нови членови. И се пристапи кон тој избор. Меѓутоа, како се одвиваше изборот? Иако беше распишан оглас за избор, сепак го превидеа моментот дека во законот за судски совет не е предвидено како се бира член на судскиот совет кога ќе се јави еден кандидат. И тоа се случи. Од страна на Врховниот суд, бидејќи судијата која што даде оставка беше судија од Врховниот суд, на нејзино место требаше да дојде повторно судија од Врховниот суд, како член на судскиот совет. И кога се огласи тоа место, се јави само еден кандидат од Врховниот суд. Ова сепак нешто значи. Дали атрактивноста на ова место како член на судскиот совет, иако се работи за престижна функција, многу висока функција, сепак се јави само еден кандидат, Наќе Георгиев, судијата, Наќе Георгиев. Меѓутоа, никој го немаше во предвид фактот дека во законот не е предвидено како ќе се избере доколку се јави еден кандидат. Бидејќи во законската одредба стои дека ќе биде избран за член на судскиот совет оној кандидат кој добил мнозинство гласови. Ова само по себе предвидува дека треба да има повеќе кандидати за да може да се каже дека ќе победи оној што има повеќе гласови. Во случајов можеше да се случи да нема никакви гласови, односно самиот тој за себе да гласа и да биде избран, кое нешто го елаборираше дури и членот на изборната комисија, ако се сеќавате. Так. Меѓутоа, за мене е уште по-карактеристично и од поголемо влијание фактот што не се одважи комисијата или самиот член да рече стоп. Овој начин на избор
и ова негово избирање нема легитимитет во неговата фела. Имено, тој беше избран од 6 судии кои гласале за. Меѓутоа, од 16 души на список како врховни судии, гласале само 13, од кои 7 судии не го пополниле ливчето гласачко како што треба, па тие гласачки ливчиња беа неважички. Зарем нема сомнение во тоа дека тие не сакале да го изберат? Не можете да кажете дека врховен судија не знае да пополни гласачко ливче. Јас во тоа се сомневам. Но квалитетот на избраниот кандидат тука требаше да се покаже и самиот да рече: јас не сум добил легитимитет од моите колеги. Како ќе ги застапувам во судскиот совет? Но тоа изостана. Комисијата го прогласи дека е избран и советот го прифати, дадоа свечена изјава и толку беше. Другиот кандидат, кој што беше од редот на апелационото подрачје Скопје, судијата Антоанета Димова од граѓанскиот суд во Скопје, беше во конкуренција со уште еден кандидат, председателот на Кавадарци, и таја доби мнозинство гласови, 110 колку се сеќавам, и помина. И тука нема проблем никаков во тој дел од она што значи избор на член за судски совет. Сега може би малку јавноста беше на некој начин изиритирана, бидејќи таа имала сестра која била... Так, токму тоа сакав да ве прашам. Верувањата се дека ова изборот на овие двајца членови има политичка позадина, односно Наќе Ѓорѓиев за него беше, како што споменав и на почетокот, експресно повлечена представката за нестручно работење непосредно пред изборот, а сестрата на Антоанета е пратеничка. Како ги коментирате персоналните решенија? Еве како ги коментирам. Она што се случи во врска со представката на судијата од Врховниот суд беше навистина сомнително, бидејќи еден ден пред да биде ставен на листа за кандидат, се разреши неговото прашање околу представката, односно наедноставно беше кажано дека е неоснована таквата представка. Со тоа тој доби отворена врата да се јави на огласот. Што за мене некако остава сомнение, не само кај стручната јавност, уште повеќе кај граѓаните, дека дали пред тоа немале толку време судскиот совет да го разрешат ова прашање и да го симнат од дневен ред. Може би тој навистина нема никакви коруптивни действија направено за кој се терети, но сепак тоа требаше да биде направено извесен период порано. Во однос на судијата од граѓанскиот суд, според мене, независно дали нејзината сестра е пратеничка или не, таа има право да се јави на огласот, уште повеќе што политиката е една работа, судството е друга работа. И тука мислам дека не се работи за непотизам. Си ја избраа колегите судии. И таа доби голем број на гласови, 110 гласа доби, што е навистина добар број на гласови. Разрешувања, кавги, оставки, избор на нови членови покрај критиките. Што зборуваат случувањата во изминативе неколку месеци за судскиот совет? Во смисла на тоа што зборуваат овие прашања околу избори и разрешувања и така натаму. Кавгите, се тоа што го гледавме остави јавно. многу лоша слика воопшто во правниот систем на нашата држава. Јас дури во едно интервју реков дека со ваквото однесување го ставија на тапет целокупниот судски систем. Не може да се однесуваат на овој начин членовите на судскиот совет кои што би требало да бидат врвот на ова тело и со најголем кредибилитет и дигнитет во нивното постапување. Според мене, уште пред Нова година започна ова историја
со изборот на председателката од редот на оние кандидати кои што доаѓаат од собрание. Таа беше стручен соработник претходно и секако дека колку сакала да биде квалитетна во вршењето на стручно соработничката работа, сепак искуството нејзино не може да биде на она ниво кое што го бара една водечка функција, бидејќи председател на судскиот совет е навистина висока и многу захтевна функција. Но сепак се нафати и беше председател на многу кусо време. Што се случи? Самата се повлече и кажа дека и биле вршени некакви влијанија од страна на бизнис судски елити. Но што се случи понатаму? Ако веќе имаш такви влијанија и ако имаш дигнитет и ако имаш сила и моќ, а ја имаш како функција, кажи кои се тие бизнис судски елити што ти вршат влијание, а со кои ти не можеш да се справиш. Друго е да можеш да се справиш без некој да ти помогне, но ако не можеш, ред е да одиш и кај од оние институции кои се занимаваат со тоа, треба да кажеш вака, јас овој притисок повеќе не можам да го издржам. Бидејќи нејзиното излегување на телевизија и кажувањето дека и се врши притисок и дека нејзината оставка се должи на едно такво влијание, за мене не е во ред, бидејќи остава сомнение и може да се предпоставува дека оставката е дадена од ред други причини безазлени во однос на она што значи нејзината професија. Меѓутоа, како да беше тоа реплика, повторно се избра вториот председател, односно председателка, повторно од редот на стручните соработници. Грешката во... И надвор од сите процедури. Грешката во законот беше тоа што еден период во законот за судски совет беше кажано дека не може да биде председател на судскиот совет човек, односно кандидат, член на судскиот совет, кој потекнува од редот на судиите. Замислете, се работи за судски самостоен орган, највисок орган, во кој не може да биде председател судија. Тоа е навистина нонсенс. Но, фала Богу, тоа се смени. Сега веќе може. Но, кога ја избраа втората председателка, колку да се залагаше да направи нешто во судскиот совет, веќе односите во судскиот совет очигледно не беа како што треба. Почнаа расправи, кавги и така натаму, па дури нејзиниот заменик си дозволи на седница да ја одземе право на збор и да стави на гласање, да стави дали има доверба од судскиот совет за да продолжи со вршењето на функцијата председател. Тоа нешто не е дозволено, бидејќи се знае како може да се поведе постапка против член на судскиот совет, не против председател, бидејќи и сега законот нема предвидено процедура во однос на разрешување на председател на судскиот совет. А за член на судскиот совет се води дисциплинска постапка. Меѓутоа, тој си зема за право, веднаш ја стави на гласање, колегите прифатија, гласа со, дали беше 7 гласа, веќе не се сеќавам, меѓутоа ја разрешија. Јавноста се побуни, знаете и вие, се побуни на ваквата одлука. Се крена доста прашина, да речам, во стручната јавност и воопшто меѓу граѓаните. Од тие причини судскиот совет наеднаш се затвори, не прима јавност, па дури беа непожелни телевизиските камери, како им сметаат во размислувањето и на тој начин всушност дојде до тоа да председателката Весна Адамева биде по втор пат разрешена, сакајќи да запазат некаква законска форма. Не мораше тоа да се прави. Јавноста ги повикуваше да дадат оставка, но може би и други чинители од судската сфера им сугерирале дека е подобро меѓу себе да се изборат, да успеат да ги средат состојбите. Така дојде до избор на новиот председател, сегашниот председател, кој што
се наоѓа пред голем предизвик и што мене лично ми сметаше беше неговиот не многу транспарентен однос во почетокот, па дури имаше и некакво настапување во смисла дека е голем верник и дека на тој начин ќе се справи со своите колеги како доброчинител и така натаму. Во судството многу не е важно дали си верник или не си верник, туку дали си способен да раководиш со еден таков орган. Според мене, слушнав на телевизија дека бил повикуван веќе месец и пол да даде интервју во една телевизија, бидејќи водителката така ја слушнав на телевизија кажа, а тој не се осмелува да се јави на таквата покана и да го каже она што јавноста го очекува од него. Дали е тоа добро или не е добро, самиот ќе каже најдобро затоа што тој е сега раководечката личност во тој совет. Меѓутоа, за жал, тој се уште нема дадено никаква изјава која што би била од значење за функционалноста на самиот орган и дали на некој начин се подобриле односите во тој орган или се уште се онака климави и не многу функционални. Ниска е довербата на граѓаните во правосудството, но она што е интересно е дека ниту самите суди немаат доверба во системот од кој се и дел. Конкретно анкетата на ОПСЕ и антикорупцијска спроведена минатиот месец меѓу суди и обвинители покажува дека над 72% од судиите не им веруваат на судскиот совет и на советот на јавните обвинители. Како највисоките тела во правосудниот систем се доведоа во оваа ситуација? Тоа е поразителен факт. Го слушнав овој факт од медиумите, дека била извршена... Ова е анкета, така на ОПСЕ и антикорупцијска. И дека секој втор судија, односно секој втор обвинител, кажал дека нема доверба ниту во судскиот совет, ниту во советот на јавните обвинители. Навистина е страшно вакво нешто да се случи, кога органите кои што треба да се грижат за нивната самостојност и независност, тие не им веруваат. Како тоа ќе биде спроведено, воопшто не можам да сватам и што се очекува од еден таков совет на судии и еден совет на јавни обвинители. Меѓутоа, самиот нивни однос допринел за да судиите, односно јавните обвинители, дојдат до едно такво размислување и интимно, таа анкета беше тајна, беше... Тајна, така, да. И тие го искажале точно она што го сметаат, што го мислат, дека немаат доверба во оној кој што треба да ги заштитува. Што е навистина една ситуација поразителна и заради тоа меѓународната заедница оцени дека треба нешто да се менува. Ние ако се повикуваме постојано дека вршиме реформи во судството, меѓутоа какви реформи вршиме? Дали тие реформи се соодветни и дали се навистина и дали го постигнале она што треба да го постигнат. Сега слушав на телевизија исто така дека веќе не се викаат реформи во судството, туку развој на реформите. Не е важно како се викаат. Сите зборуваат за реформите и нив ги имаме само на хартија и некако сме презаситени од тие реформи, а ништо не гледаме конкретно на дело. Независно дали се викаат реформи или се развој на реформите, не е битно. Битно е да има резултат. Да се превземат, до сега такво нешто не сме виделе. Да се превземат такви активности кои што ќе дадат резултат. А за да се даде резултат, мора да има казнување, мора да има одговорност пред се. Секој треба да ја понесе одговорноста и да си ја претрпи заслужената санкција. Ако до тоа не се дојде, не можеме да очекуваме некакви позитивни резултати. Ја споменавте меѓународната заедница, Европската унија испраќа оценска мисија во Македонија за работата на судскиот совет. По низата скандали и превирања таму, кои се вашите очекувања од оценската мисија на Брисел? Оценската мисија од Брисел дојде како продолжение на она што претходно веќе беше кажано од многу амбасадори
како американската амбасадорка, така и белгискиот амбасадор, кој што отворено кажа дека судскиот совет нема легитимитет. И на сето тоа се надоврза оценската мисија. Нашата земја е под мониторинг во однос на заложбите за влез во Европската Унија. Од таа страна, нели, треба да се отвори прво поглавието за владење на правото и правосудството и последно да се затвори и оценската мисија. И тој факт ќе го има во предвид, сигурно го има во предвид, штом ќе го разгледува прашањето во врска со овие највисоки судски органи и судскиот совет, па и обвинителскиот совет. И тие два момента се многу битни, не само од она што се случуваше во судскиот совет, но ете и од причини за тоа што нашата држава е под мониторинг, оценската мисија ќе допринесе на некој начин да се разоткријат некои состојби. Како што беше во 2017, доколку се сеќавам точно, високата експертска група на господинот Рајнхард Прибе, кога дојде и кажа, толку беше логично и на место сите беа поентирани сите точки на пропусти во АКМИС системот. Тоа е автоматизираниот судски систем за распределба на предмети, заради јавноста, мислам, ова го кажувам. Тој откри како и на кој начин се влегувало и се распоредувале предметите без тој систем, туку од страна на председателот на судот. Тој председател си доби заслужена казна, знаете за тоа, беше разрешен, па дури мислам дека и заслужи казна затвор. Да. Но затоа велам, како тога што се случи и со оваа оценска комисија, јас барем очекувам да ги поентира точките. Но колку после Прибе се подобрија работите? Колку работите после Прибе се многу бавно се подобрија нешто. Да, и медиумите, и политичарите, сите го цитираат Прибе и вика Прибе тука констатираше пропусти, но колку видовме ние промени на дело? Еве ќе ви кажам. Тоа што извештајот на Прибе имаше влијание во судството. Се покрена некои постапки во судскиот совет, малку се убрза работата околу разрешување, околу поефикасно доведување до крај на некои влијанија, односно на некои судии кои што се дрзнале да си земат за слобода, да не го почитуваат законот за распределба на предметите, туку само иницијативно, па имаше некаде, ми се чини, повеќе од 800 предмети кои што биле рачно распределувани. И заради тоа судскиот совет во тој период имаше некое забрзување во неговото функционирање. Меѓутоа, сепак не го постигна оној момент, оној максимум што се очекуваше од нив. Требаше многу побрзо да реагираат, многу побрзо да дојде до тие разрешување на одредени председатели и членови на судскиот совет. Меѓутоа, за жал, тоа одеше бавно. Има и кривична пријава против кога сме кај рачното распределување на предмети и злоупотреба на АКМИС системот. Неодамна е покрената кривична пријава против председателот на управниот суд. Да. Дали очекувате негово разрешување? Не можам однапред да кажам што очекувам, меѓутоа очекувам да се преземат мерки и да се разгледа тој предмет солидно и онака како што очекуваат и судиите, и вработените во тој суд, но и граѓанската јавност и воопшто судската фела. Затоа што јас ги поздравувам тие што поднеле кривична пријава до јавното обвинителство и кажале како нивниот председател се однесува во нивниот суд. Не може така. Мора да се почитуваат сите правила на однесување. Мора да се постапува со висок професионализам, висок кредибилитет и дигнитет. Ако го пропуштите тоа, нема враќање назад. Само на тој начин, ако се почитуваат сите оние квалитети што го красат судскиот профил, само во тој случај можеме да очекуваме некаков резултат. Во спротивно, можеме само да тонеме. А тоа никој не треба да го
нити очекува, нити ние го заслужуваме, нити граѓаните, нити судската фела, нити било кој во нашата држава. Има ли простор да веруваме дека политиката ќе ги тргне рацете од највисокото судско тело, конкретно од судскиот совет? Па видите, во изминатиот период, јас сум веќе долги години во судството и се уште, иако сум во пензија, го следам судството, можам да кажам дека политиката тешко ги трга рацете од судството. И во изминатиот период имаше ситуации, нели се зборуваше дека се бираат суди од тефтерчиња, односно кога ќе треба да се огласат одредени судски места, се јавуваат на политичарот, односно тогашниот премиер, дека сега ќе се бираат суди. Што значи тоа? Да се стават нивни луѓе во судството, кои што ќе судат по нивни диктат. Тоа не е веќе дозволено. Не смее тоа да се случува. Заради тоа, уште во тој период имаше одреден број на судии кои што беа јавно кажани со име и презиме, меѓутоа против нив ништо не се превзеде. Иако се знаеше кои се тие. Тоа е она што не прави инертни, што не ни дава да тргнеме напред. Ако не се избориме за тоа, работата нема да заврши добро. А сите сакаме да постигнеме најголеми резултати. Да се слушне дека во Македонија се средиле работите, дека судството тргнало како во оној правец во кој треба да оди. Јавното обвинителство исто. Еве и кај јавните обвинители има проблеми. И јавните обвинители беа во таа анкета се искажаа дека и тие немаат доверба во нивниот совет. Тука правиме една пауза за реклами и се враќаме во студиото. Продолжуваме со разговорот, почитувани. Останете со нас. Назад во студиото разговарам со судиката во пензија од Врховниот суд Вера Куцо за проблемите во правосудството. Судика нема само проблеми во судскиот совет, како што напоменав и во претходниот дел од емисијата, има проблеми и во советот на јавни обвинители. Ниту јавните обвинители не веруваат во телото кое треба да ги застапува. Зошто се случува ова? Па како што реков дека проблемите кои што екзистираат во судскиот совет се присутни и во советот на јавни обвинители и заради тоа јавните обвинители во таа анкета искажале такви нивни видувања, односно изразиле недоверба на тој обвинителски совет. Еве ако ги земеме скорешните избори за јавни обвинители. Иако членовите на обвинителскиот совет, кога даваат глас за некој кандидат за да биде обвинител, тие треба да искажат зошто го даваат својот глас или зошто не го даваат, да кажат нешто околу она што значи биографија или напредок во нивната функција, во вршењето на нивната професија, да се знае кој е човекот што се избира. Но за жал, обвинителскиот совет се одлучи немо да го спроведе тој избор, се гласаше за или не се гласаше против, туку имаше воздржани. Што значи воздржан? Објаснувањето на шефот на јавно-обвинителскиот совет искажа за мене едно несватливо мислење дека на тој начин ги поштедиле кандидатите за кои не гласале, да немале негативни резултати во следните избори. За мене тоа е несватливо. Ако гласаш за некого за, кажи зошто гласаш за. Ако гласаш против, кажи дека тој не заслужува да ја врши таа функција што ја врши или функцијата да напредува погоре. Мерит систем мора да има секаде, и во судскиот совет, и во обвинителскиот совет. Ако не се оди по заслуги, никаде нема да стигнеме. Меѓутоа, тие одлучија да за голем дел од кандидатите не се гласаат воздржано. За мене тоа неприфатливо. Јас не знам што значи тоа гласање воздржан. Ништо не значи тоа. На тој начин тие допуштија и тие кандидати
кои што беа ставени на таа листа да се почувствуваат непријатно, бидејќи немаше никаква оцена за нивниот квалитет. Ако ти не ми кажеш дали јас вредам или не вредам, дали го заслужувам тоа место, како јас ќе знам понатаму како да се однесувам. Секој очекува во својата професија, доколку е добар професионалец, да добие позитивна критика или позитивна оцена, или на некој начин, па и негативната оцена на некој начин ќе влијае за подобрување на самите кандидати. Меѓутоа, во тој совет изостана таквото нешто. Од друга страна, транспарентноста на тој совет не е на завидно ниво. Тие не ги ставија ни на веб страната објавените резултати. Так. Што за мене е несватливо. Секој тоа го очекува од нив, особено јавноста го очекува. И обвинителскиот совет во секој случај треба да претрпи измени, дали нивниот закон, дали тие самите ќе направат нешто меѓу себе, како тоа ќе се изборат, да го средат, останува на нив. Сепак се работи за една фела, за една функција која што е од големо значење, бидејќи тие се тие кои што го гонат криминалот и корупцијата. А во нашата држава го имаме на претек и криминалот и корупцијата. Застарени предмети, бавна правда кога сме кај криминалот и корупцијата, која е причината поради која судските случаи се влечат низ лавиринтите и многу често застаруваат, и има ли Македонија храбри суди? Македонија има храбри суди, меѓутоа тие се безгласни. Оттаму се прашувам каква е нивната храброст. Наместо да застанат и да ги поентираат кои се колегите кои што ги држат предметите и не постапуваат навремено, тие се повлекуваат и таа малодушност ја намалува нивната професионална храброст, а не води кон ништо. Заради тоа сметам дека мора и судиите и обвинителите, независно кои, да покажат професионална храброст, да се изборат против оние колеги кои што не работат како што треба, кои што го изгубиле кредибилитетот или пак воопшто го немале дигнитетот, достоинството. Што значи за еден таков професионалец да немаш дигнитет и кредибилитет? Тоа е пораз. Јавните обвинители навистина во последно време беа многу критикувани, бидејќи се појавуваа деца на функционери, роднини и така натаму. И во академијата се запишува брачни парови, да речам. Не можам да кажам дека нема право некој да се запише некаде. Сите права ги имаме сите граѓани на оваа земја. Меѓутоа, прашањето е дали е таквото нешто изфорсирано од страна на нивните роднини или не. Тоа тешко се докажува. Не може да се докаже дали некој интервенирал за да биде неговиот син или ќерка примен во Академијата за обука на судии. Бидејќи пак таму има приемен испит, има луѓе кои што го оценуваат нивниот приемен испит и квалитетот на тие кандидати, така да тука тешко може да се зборува за некакво влијание од страна на нивните роднини. Оти Македонија е мала земја, сите на некој начин се знаат меѓу себе, секој некаде има некој роднина или близок и така натаму. Меѓутоа, битно е тоа да се самите тие малку на некој начин стават некоја задршка во однос на она што значи форсирање. Да не се префорсираат, затоа што случајот со полагањето на правосудниот испит пред да се заврши факултетот беше чисто форсирање. Не дека тој нема право да биде јавен обвинител, не дека не требал да полага правосуден испит, сите ги имаат тие право. Меѓутоа, кое е правото да тој полага правосуден испит пред да дипломира? Тоа не е дозволено за никого. Споменавте судството ни се полни со синови, со крвните врски ги споменавте, ни се полни со синови, снаи, ќерки, сопруги. До каде ќе одиме вака и до кога? Има ли механизам или треба да го создадеме законски тој механизам за да се спречи ова? Па не верувам дека ќе го спречиме тоа се додека има такви ситуации, односно
Не можете да кажете дека едно дете кое што го гледало својот родител на некаква функција и учело од него, му правил впечаток неговата функција, не можете да кажете дека тоа дете ќе се откаже од тоа да биде на такво место. Но работата е да нема влијание од родителот во неговото влегување во кариера на висок професионалец, дали како судија или како јавен обвинител. Тука е проблемот. Да нема влијание, а дали ќе бидат роднини, тоа не можеме да го спречиме. Треба ли ветинг? И треба ли на Македонија ветинг? Имавме пример со соседството. Албанија по спроведувањето на овој процес остана без суди, и дали сме подготвени за вакво нешто? Јас бев една од оние кои што се залагаа за ветинг своевремено пред неколку години. Сметав дека ветингот ќе ги расчисти проблемите. Иако генерален реизбор обично се прави кога се менува политичкиот систем во едно општество. И 96-та година имаше генерален реизбор и тогаш отприлика 10% од судиите отпаднаа. Меѓутоа, не беше прочистувањето во смисла на наоѓање на некакви коруптивни дејствија на тие луѓе што отпаднаа. Повеќе се сведе на тоа да отпаднат оние луѓе што се наоѓаа пред пензија. Така беа тргнати, да речам, следните пензионери и останаа истите судии кои што беа и претходно. Меѓутоа, тоа што се случи во Албанија, мислам дека кај нас немаше да се случи, од причина што мислам дека немаше такви ситуации со таков голем имот стекнат на недозволен, на незаконски начин, како што беше во Албанија. Таму Врховниот суд, судиите при укажувањето дека ќе следува ветинг, тие самите си поднесоа оставки. И Врховниот суд се најде во една незавидна ситуација, остана без судии. Јас мислам дека тоа кај нас немаше да се случи, бидејќи и судиите ги знаат од прилика кои се луѓето со девијантно однесување, кои се луѓето кои се склони кон некаков криминал. Лесно може да се откријат тие луѓе. Но тоа не се случи. И сега останува една ситуација да се зајакнат институциите, како Судскиот совет, како Обвинителскиот совет, како обвинителството. Обвинителството исто така има многу важна функција во сите овие работи. Антикорупцијската комисија, таа има можност да укаже на некакви состојби поврзани со коруптивни дејствија, но не може да спроведе постапка. Таа само укажува на институциите дека имаме таков и таков случај. Прашањето останува на обвинителот. Колку тој ќе сака да навлезе во таа ситуација и да ја расчисти, односно да го открие криминалот или корупцијата која што се случувала. Од овие причини мислам дека најпотребно е зајакнување на овие институции, но за жал двата совета мора да претрпат големи искушенија во смисла на само контрола нивна, односно на нивно подобрување, квалитетно подобрување, да си знаат кое им е местото, да знаат како да се однесуваат, да не кријат, да не се залажуваат дека тоа ќе пројде неказнето или нема да се дознае. Све се дознава и све излегува на видело. Така... Но очигледно ништо не допира до нив. Во овој случај, која би била алатката за да се променат нештата? Еве ви кажувам, алатката е таа. Повикување на одговорност. Се знае кои луѓе направиле нешто. Зошто не е повикан тој и тој на одговорност? Сега да не ги именувам, бидејќи не е мое, да ги именувам кои се луѓето кои треба да бидат повикани на одговорност. А се знаат, они меѓу себе се знаат кои се. Затоа им се нарушија односите. Затоа дадоа оставка двајцата судии. Затоа што гледаат дека нешто не е во ред таму. Ајде да видиме новиот председател како ќе се избори со таа работа. Како ќе се избори шефот на обвинителите, председателот на тој другиот совет. Мораат да превземат нешто, мораат да бидат повикани на одговорност. Не може да се поминува преку одредени ситуации и тоа да останува неказнето. Еве,
ќе бидам искрена. Зошто заменик председателот, кој што иницираше смена на втората председателка, не се постави прашање дали тој, од колегите, дали тој правилно постапил повикувајќи на смена на председателката. Јас за тоа не слушнав глас. Иако требаше да се праша. Ти си заменик, ти не можеш да раководиш во присуство на председателката, да иницираш таква седница, но можеше да се иницира дисциплинска постапка како член на советот на таа председателка. Такво нешто не се случи. Но не гледам ни дека некој му замери на тој заменик председател, односно дали колегите не го повика кој си пак ти да бараш смена на председателот. Или на тој начин они бара разрешување на целата ситуација. За мене тоа е недозволено. Јас во една прилика реков дека владе беззаконие. Што значи беззаконието? Не значи само вршење на лошо пресудување, значи и недоволно законски одредби кои што ќе ги санираат состојбите од една страна, од друга страна и лошото однесување. Значи, за да речеме дека владее законот, владење на правото, треба да биде покриено и со солидни законски одредби, но и со висок кредибилитет и професионализам на овие личности. Од каде треба да започнат промените во правосудството и обвинителството, во судството и обвинителството? Од каде? Од внатре или некој треба да им посочи и да ги насочи? Па тие знаат. Мислам дека доволно беше ова што се слушаше во последниве месеци, некаде веќе пола година, од прилика се драстично изразени овие неправилности како во судството, така и во обвинителството. Постојано се зборува за некакви пропусти, за некакви недозволени действија. Сето тоа укажува дека тие мора да ги регистрираат тие работи и мора да се изборат против тоа, да го дигнат гласот и да кажат дека ќе бидат високи професионалци, со почитување на она што значи законска норма, што значи правда. Знаете Хераклит што рекол? Луѓето не бија знаеле правдата ако не бија осознале неправдата. Значи не смееме да дозволиме да превлада неправдата. Мораме на прво место да ја ставиме правдата. Правдата, правото, правните норми, толкувањето на правните норми. Оттаму, доколку се почитуваат сите овие работи, ќе има и резултати и на некој начин ќе се исплива од ова не добра ситуација, од ситуација која што не сведе на многу ниско ниво и на некој начин да бидеме критикувани од не само од нашата држава, од јавноста во државата, туку и од соседството и од меѓународната заедница. Се стремиме да одиме во Европа. Како ќе одиме во Европа, доколку самите не знаеме да се справиме со одредени ситуации? При процесот на промени, кои критериуми би требало да бидат најважни? Висок професионализам, судење во разумен рок, неселективност во пресудувањето, почитување на конзистентната судска пракса, што е многу важно прашање, бидејќи ако вие не ја почитувате досегашната конзистентна пракса и понатаму продолжувате да судите по некакви, не знам какви, лични критериуми, знаете дека пред судот, пред Европскиот суд за човекови права ќе доживеете крах. Во нашата земја е изложена пред Меѓународниот суд во Страсбур на страшни критики и многу предмети се изгубени само поради непочитување на конзистентната судска пракса. Не може еднаш да се пресуди вака, а другиот пат да се пресуди така, затоа што некој бил нечив роднина или познат или пријател. Тоа мора да се искорени. Одговорноста и казнивоста апсолутно мора да имаат главно место. Промените можеме да ги направиме сами, дали сме способни за тоа, или сепак ни треба помош од надвор? Па еве помошта од надвор со оценската мисија веќе ќе
дојде на некој начин. Тие на некој начин ќе укажат кои се слабостите на нашиот систем, но сепак ние сме тие што мораме да се избориме. Никој не може да се однесува како да сме малоумни или недоволно зрели, што не можеме да го кажеме, бидејќи се работи за луѓе кои што поминале факултет, кои што имаат работно искуство и кои што не дека не знаат, прашањето е колку сакаат. Волјата е најбитна во овој момент да се издействува и да се нешто и да се дојде до некаков солиден резултат кој што ќе го подигне нивото на целокупниот правосуден систем во нашата држава. Има ли надеж дека Македонија ќе ги исчисти подчинетите суди? Јас се надевам дека ќе ги исчисти, меѓутоа ќе ги исчисти на овој начин. Само со повикување на одговорност, санкционирање за она што го сторил некој и само на тој начин ќе може да се исчисти она што е проблем во овој правосуден систем. Рековте дека сте биле за ветинг, сега не сте, бидејќи не гледате дека тоа би го решило проблемот. Дали кога бидејќи не сум за ветинг затоа што има честни судии. Поголемиот број... Мислите дека и тие ќе изгорат, како викаат? Не да изгорат, него зошто да ги изложуваш, оти ветингот ќе биде една комплицирана работа. Тоа треба да се направи на еден сериозен начин, транспарентен, многу суптилен, многу осетлив, и сето тоа може да предизвика разни трауми, поместувања и на некој начин расклатување на она што значи еден систем. Но ако се поентираат луѓето кои што се најголеми кривци за ваквата ситуација, мислам дека можеме да излеземе на чистина, односно да направиме и да покажеме некакви реформи и резултати од реформите. Се разбира, реформа без резултат не е реформа. Кога размислувавте за ветингот, дали во тој процес ги гледавте само судиите и обвинителите или тука влегуваа сите избрани и именувани функционери? Па сега јас не сум политичар, нити политички аналитичар, меѓутоа слушајќи што се случува и во сферата на политиката и во другите две власти, може би и таму треба некакви прочистувања, но ви велам, јас не сум политичар, така да некако имам задршка во однос на она што треба да се прочистува кај нив. Реформи, велите, премногу зборуваме и за реформи, па нели споменавте и друг израз, еве го употребивме изразот и промени, дали може, еве јас ќе го употребам, поместување на работите и движење во една поинаква насока, дали би можело тоа да се види во скоро време, прочистување, еве да кажам, на судството и промена на работите таму и изголемување на граѓаните, довербата на граѓаните во правосудниот систем? Апсолутно тоа очекувам да се случи, меѓутоа мора да се промени законската регулатива. Ви кажав, за судскиот совет мора да се предвиди одговорност на председател, мора да се најде при изборот на нови членови за судскиот совет да се определи цензус од излезност на судиите и кој е процентот, односно со колку гласа може да помине некој кандидат за да биде член на судскиот совет. Тоа во законот го нема. Значи, тука мора да се направи измена. Иако 2019 година се направи, беше донесен нов закон за измена на законот за судски совет, меѓутоа се покажа дека тој закон не доведе, односно не беше доволно добар за да ги согледа сите овие состојби и да помогне во разрешување на сите тие конфликтни, би рекла, ситуации. Значи, вие сметате дека треба да претрпи овој закон измени? Измени, апсолутно, да се дополни со овие работи на кои се укажува. Ги нема во законот. За сето тоа да помине, потребно е собранието и политичка волја. Дали ја гледате? За да нема закон, а за да нема таков закон, можеме ние така да тераме. Меѓутоа, ако тераме така, тогаш ќе треба самите судии, односно самите членови на судскиот совет да бидат со таков висок морал и дигнитет и да речат, како што јас очекував, комисијата за избор на членот да рече, извинете, меѓутоа 6 члена, 6 гласа се малку.
И дали мислите дека се доволно? Од 16 души со 6 гласа да поминеш? Од кои 7 против? Биле неважечки лифчиња. Значи, нивната волја не била самото тоа покажува. Дека не е изразена волјата на судиите за избор на членот за судски тие совет. намерно ги пополниле погрешно изборните ливчиња за да не го дадат својот глас, бидејќи тие не се неписмени, не дека не знаат како се пополнува едно изборно ливче. Апсолутно. За да се направат законски измени, неопходно е собранието да ги донесе тие, за да бидат донесени потребна политичка волја. Гледате ли вие политичка волја за промени во правосудството? Секој пат треба трите власти не да се наметнуваат една на друга, туку да соработуваат, да ги согледуваат оние клучни моменти, оние лоши моменти, оние моменти кои што не даваат можност да се излезе од оваа ситуација. Треба да постои кај политичарите политичка волја за изготвување на соодветен солиден закон, а не да се мешаат во тоа и да ставаат одредби кои што нивки им одговараат. Бидејќи се случува често пати една ситуација да биде во законот, а кога ќе се изгласа законот е нешто друго предвидено. Тоа не треба така да биде. И законодавниот дом малку треба да внимава на тие закони, односно да не ги носи по брза постапка, туку наедноставно да ги отвори пошироко за јавноста како би можеле сите овие прашања да бидат разгледани од професионалците, од професионалната, експертската јавност и да можат да бидат внесени најсоодветните одредби, она што е најдобро, за да може да се постигне квалитет не само на судскиот совет и обвинителскиот совет, туку воопшто на судството, воопшто на целокупното судство. За крај, дали имате некаква порака до политичарите, па и до судиите и обвинителите? Јас би имала една порака во смисла секој да си ја врши, нема проблем, секој да си ја врши својата работа. Секој да се движи во своите надлежности. Порано се случуваше во една ситуација, знам, Советот за реформи го раководеше премиерот. Тоа за мене беше несватливо. Како може премиерот да води совет за реформи во судството? Тоа е несватливо. Значи, секоја власт, секој пат, па и понатаму, ќе настојува да стави превласт на другата власт. Но другите две власти, како власти кои што на некој начин зависат од судската власт, бидејќи судската власт е таа која ги може да ги санкционира и нивните одлуки и да ги разгледува и нивните одлуки. Значи, треба да има координација и треба сите, три столба, државата почива на три столба. Законодавната, извршната и судската власт. Тие мора да се координираат меѓу себе и да направат она што е најдобро за државата. Инаку, ако судската власт сама се бори, ништо од тоа нема да биде. Значи, мора да има една сестрана поддршка од целата држава, од сите три власти. Судике, ви благодарам за вечерашното гостување. Се надевам дека одговоривме на голем дел од најважните прашања што се поврзани со судството и обвинителството во Македонија и да се надеваме сите дека работите ќе тргнат на подобро. Ви благодарам за поканата и се надевам дека ги опфативме сите битни моменти во однос на она што значи нашето денешно и што треба да се направи во иднина за да дојдеме на едно повисоко ниво. А во следната емисија веќе очекувам дека ќе зборуваме и за одговорноста која ја споменувавте неколку пати во оваа емисија. Ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на телевизија Алфа. Имајте пријатна вечер.